Добро вечер, почитувани гледачи. Неодамна се одржа панел дискусија на тема перцепцијата за Турција во Република Македонија. Целта на овој панел беше да се воспостави диалог со свежа нота помеѓу овие две земји, а иницијатори за одржување воопшто на ова панел дискусија беа потпредседателите на Сдруженијето на дипломирани студенти во Република Турција, а од Република Македонија. Нив ги имаме како наши вечерашни гости. Станува збор за господинот Джиладин Джули и господинот Исмаил Али. Добре дојдовте. Благодариме за Јас би сакала гледачите најнапред да ги запознаеме со активностите на ова ваше здружение на дипломирани студенти во Република Турција од Република Македонија. Добро вечер до вас и до оценетите гледачи на телевизија Нова. Пред да почнам, дозволете да ви ја изразам мојата благодарност во врска со вашата покана. Сдруженијето на дипломирани студенти, како идеја, постои веќе подолго време во Република Македонија. Ние сме делумно ново здружение. Формирани сме во март 2016 година по иницијатива на 7 дипломци од Турција, кои што се и основачи на здруженијето во исто време. Денес, во неполни 2 години од своето постоење, здруженијето брои некаде околу 300 членови, кои што се од различни националности, од различни градови на Република Македонија. Активностите кои представуваат столб и цел на основање на ова здружение е пред се да ги охрабриме младите во Македонија да одат да студираат во Република Турција, бидејќи од образованието кое што сме ја добиле ние во таа земја сме доста задоволни и сакаме и другите да го добијат тоа. Меѓутоа во исто време сметаме дека образованието што е добиено во Република Турција ќе има вредност единствено доколку тоа образование се употребува за развојот на нашата земја Македонија. Затоа, како втора основна цел на здружението е да ги мотивираме дипломираните студенти кои што ги завршуваат своите студии во Република Турција да се вратат во Република Македонија и овде да ги продолжат своите животи, да допринесат за доброто на Република Македонија. Освен овие главни цели, нашето здружение ги има и следните цели, како да дадеме допринос за развојот на кариерата на нашите членови, исто така да даваме допринос во личниот и професионалниот развој на нашите членови со организирање на разни семинари и разни обуки, средби и ширење на контакти со бизнис заедницата. Тоа може да се направи со организирање на денови на кариера и слични активности. Исто така наша важна цел е организирање на јавни дебати и панел дискусии кои што сметаме дека се за важност на македонските граѓани. Која беше целта на посетата на Давутоглу и со каков печаток го испративме, господин Исмаил? Значи, најпрвин, дозволете ми да ја изразам мојата искрена благодарност за вашата покана. Можеме да кажеме дека главната цел за посетата на поранешниот премиер на Република Турција и актуелниот пратеник исто време од Конја во собранието на Република Турција господинот Ахмет Давутоглу беше промоција и презентација на неговата најнова книга со наслов Цивилизација и градови. Господинот Давутоглу учествуваше на повеќе организирани настани со цел да ја промовира и да ја презентира неговата книга. И вие добро знаете дека господинот Давутоглу порано ја извршувал и функцијата министер за надворешни работи на Република Турција, исто така и премиер на Република Турција. Затоа има богато политичко и дипломатско искуство. Но пред се најбитен е негов академски идентитет како професор. Затоа мислевме дека господинот Давутоглу ќе беше многу важен гостин и експерт за ваква тема. Затоа поканивме да биде и дел од нашиот панел. При неговиот престој, господинот Давутоглу, освен учество на нашиот панел, имаше средби и со државниот врв, со претседателот на Република Македонија, господин Георги Иванов, и со претседателот на владата на Република Македонија, господин Зоран Заев, но вниманието на јавноста беше привлечена и ориентирана кон нашата панел дискусија, со тема или на тема перцепција за Република Турција во Република Македонија. За панелот може да се каже дека господинот Давутоглу беше главен говорник, но исто така на панел дискусијата учествуваа како панелисти или говорници господинот Илија Димовски, господинот Есер Джеваир како представник од бизнис заедницата или бизнис секторот и професор Стево Пендаровски.
Можам да кажам дека многу искрено дека господинот Давутоглу беше премногу задоволен од организацијата на панелот, исто така и од средбите што ги реализираше додека траеше неговиот престој или неговата посета во Република Македонија. Видовме дека има многу важни теми што треба да бидат дискутирани и во иднина и затоа многу отворено и добивме една мотивација и јасна порака од господинот Давутоглу дека треба да продолжиме со вакви организации и со вакви панел дискусии. Зошто тема на овој панел или наслов е перцепцијата за Турција во Република Македонија? Можеме да кажеме дека дефинитивно не е случајност да имаме ваков наслов или ваква тема за нашата панел дискусија. За да подобро или подетално да ја разбирате причината зошто сакавме со ваков наслов да организираме овој панел, морам да ве информирам малку подетално за основањето на Сдруженијето и да додадам уште неколку зборови на изјавата на господинот Џули. Ние, кога имавме основачки состанок или конститутивен состанок на Сдруженијето, одлучивме да имаме едно мото, а тоа или како една јасна порака, а тоа беше време е во Македонија да се говори за нови нешта. Поради тоа, како што го спомна и мојот пријател Джеладен, планираме да направиме повеќе јавни дебати, слични панел дискусии и симпозиуми каде што ќе дебатираме за теми кои мислиме дека треба, а сепак не се доволно јасни или доволно презентирани пред јавноста на Република Македонија. За оваа тема можам да кажам дека, или за овој наслов, при комуникација со припадниците на турската заедница во Република Македонија и со нашите соговорници од Република Турција, многу често слушаме дека иако Република Турција од почетокот или од муглите на независноста на Република Македонија ја поддржува нашата земја и несебична ја поддржува нашата земја, дека не сите се свесни за вредноста на државата која секогаш помага на Република Македонија. Исто така се случува понекогаш некои медиуми намерно или ненамерно да не известуваат за Република Турција со поволни или со позитивни ставови. Како, например, можеме да кажеме дека или можеме да спомнеме природната катастрофа што ја зафати Скопје. Ако се сеќавате и вие, Република Турција преку државната агенција ТИКА направи најголема помош на Република Македонија после тие поплави, но сепак медиумите изјавуваа и правеа преувеличени прилози за други земји и за други организации, но сепак реалноста за најголема направена помош не беше доволно, мислеме барем, или тие луѓе што разговараме, мислат дека не беше доволно презентирана за разлика од другите и едноставно за жал беше занемарена. Овие се разочарувачки изјави што ги слушаме од различни луѓе, затоа ние сакавме, иако целосно не се согласуваме со вакви изјави, сакавме да разбираме што е вистинската перцепција за Република Турција во Република Македонија и мислевме дека за да оствариме оваа цел најдобро би било да организираме една панел дискусија со експерти од своите области, политичари, представници од бизнис заедницата, професори и многу детално да дискутираме за оваа тема. Исто така сметаме дека на јавните дебати во Република Македонија за жал многу често доминираат само гласови на две најголеми етнички групи и мислиме дека ова не е вистинската слика на Република Македонија. Република Македонија е мултикултурна и мултијазична држава. Мултиетничка. Извинете? И мултиетничка. И да, дефинитивно, и мултиетничка држава. Затоа сметаме дека со вакви панел дискусии, со организирање на различни настани, и во иднина ќе продолжиме да бидеме како една нова боја во оваа убава мултиетничка земја. И мислиме дека јавноста има потреба да ги слуша и гласовите и ставовите и на помалите етнички заедници или на некои други луѓе што се загрижени за сите теми, за сите проблеми на оваа убава земја. Кој е клучниот заклучок кој произлезе од панел дискусијата и кои мерки произлегоа од овој панел? Мојот пријател Исмаил, како што кажа, значи клучниот говорник на самиот панел беше господинот Ахмед Давутоглу,
кој покрај како премиер на Република Турција е познат и како добар професор и стратег за меѓународни односи. Тој во своето обраќање на панелот пред се истакна дека блискоста на двете земји и заедничката култура, заедничкото минато е клучна за понатамошна билатерална соработка помеѓу двете земји. Тој исто така ја истакна и улогата на Сдруженијето на дипломирани студенти од турските универзитети дека треба да ја заземе улогата на катализатор на развојот на соработката меѓу двете земји, особено во полето на образованието. Ако одвоиме една реченица од неговиот говор, е тоа дека господинот Давутоглу истакна дека многу е важно помеѓу двете земји да се градат мостови наместо ѕидови. А исто така истакна дека и Сдруженијето на дипломираните студенти во Република Турција е една од клучните организации кои што може тоа да го оствари. Покрај Давутоглу исто така имавме уште еден клучен говорник или гостин во нашиот панел. Таа беше нејзината екселенција госпоѓата Тюлин Еркал Кара, која што е амбасадорка на Република Турција во Република Македонија. Таа исто така истакна дека дипломираните студенти во универзитетите во Република Турција ги гледа како амбасадори, како културни амбасадори да речам на двете земји. Значи исто како што е во исто време како културни амбасадори на Република Турција во Република Македонија, меѓутоа и обратно како македонски амбасадори во Република Турција. Темата перцепцијата на Република Турција во Македонија беше анализирана од повеќе аспекти. Беа анализирани димензиите од емоционална, од рационална и политичките димензии на темата. Панелистите на крај се усогласија во ставовите дека Турција била и ќе остане на врвот на приоритетите на надворешната политика на Република Македонија. Потоа во делот на директните странски инвестиции се истакнува обемот на странските инвестиции од Турција, дека во Македонија, иако секоја година расте обемот на странски инвестиции, на директните странски инвестиции на Република Турција, меѓутоа во тој дел дека се уште постои простор или да речам потенцијал кој што се уште не е добро искористен. Во која насока ќе се одвива понатаму соработката помеѓу Република Турција и Република Македонија? И на планот на билатералните односи на економски политички план. Можем да додадам нешто и на господин Джеладин за панел дискусијата. Уште еднаш видовме дека имаше сериозен покажан интерес од сите сегменти на општеството, па така повеќе пишани и визуелни медиуми го пренесоа детално целиот настан. Меѓу гостите имавме министри, градоначалници, амбасадори на различни земји, дипломати, како и религиски лидери. Да, интересен состав. Барем од оние што ги споменавте. Мешан состав. Баш мешан состав. Затоа овој голем интерес и учество е најголемата индикација или најголем доказ дека навистина има потреба од разгледување на различни ставови во нашето општество, не само во врска со билатералните односи меѓу Република Турција и Република Македонија, туку за различни теми. Ако разговараме подетално за билатералните односи меѓу Република Турција и Република Македонија, може да се каже, како што напоменав и порано, односите помеѓу Република Турција и Република Македонија се одвиваат искрено на многу добро ниво. Република Турција од секогаш дава поддршка на Република Македонија и тоа несебично дава поддршка и во нејзините билатерални и мултилатерални односи. Значи и на билатерален план и на мултилатерален план можеме да кажеме дека имаме целосна поддршка од Република Турција. Исто така можам да кажам дека немаме отворени спорови или нерешени прашања со Република Турција. Од самиот почеток на независноста на Република Македонија, како што знаете и вие, Република Турција ја признава Република Македонија со уставното име на нашата земја. Исто така Турција има принципиелен однос кон Република Македонија. Кога викам принципиелен и конзистентен однос, тоа значи дека со менување на влади во Република Турција не очекуваме дека ќе се промени односот меѓу двете земји. Не очекувавме никаква промена на односот на Република Турција кон Република Македонија. Исто така можеме да кажеме дека и во 2008 година Република Македонија и Република Турција потпишаа и договор за стратешко партнерство,
Тоа беше искрено за нашите билатерални односи со Република Турција многу значаен момент. Можам да додадам дека и во целосната документација на НАТО со фусноти Турција секогаш изразува или забележува дека Република Македонија ја признава со нејзиното уставно име. Така. Нешто друго може да се додава исто така и дека преку државната агенција ТИКА и преку културниот центар Юнус Емре Република Турција е присутна во културниот и општествениот живот на Република Македонија. Може да се спомене само од 2006 до 2017 година само проектите што се реализирани од страна на државната агенција ТИКА се повеќе од 600 и околу сумата изнесува околу 30 милиони евра. Ова е искрено многу важна и голема поддршка. Освен оваа техничка поддршка, Република Турција дава секоја година поддршка и на воените сили или на армијата на Република Македонија преку донации и преку реализирани обуки. Значи во сите сфери. Да. И вие мислам дека многу добро знаете, овие две држави и народи меѓу овие две држави и народи постои една сентиментална и јас би рекол и нераскинлива врска. Во Република Турција има илјадници иселеници од кои што потегнуваат од Република Македонија. Исто така знаете дека и третата етничка група по бројност во Република Македонија е турската етничка заедница. Овие се меѓучовечки и општествени врски кои ни помагаат да имаме подлабочни и по-сериозни или да се надградуваат односите кои досега по-сериозни врски со Република Турција. Не е случајност дури во Турција многу често и да се сретнете свадби на кои се пеа и се слуша песни, македонски народни песни или песни на македонски јазик. Значи ова е уште еден показател дека искрено имаме многу блиски општествени врски. Исто така многу е познато во Република Македонија дека овие вакви изјави се слушаме од многу луѓе во Република Македонија, дека турците се најлојални граѓани на оваа држава и дефинитивно се интегрирани на општествениот живот на нашата земја. Може да се спомене дека и дневно се реализираат 2, а понекогаш и до 3 летови меѓу Истанбул и Скопје. Значи, сите овие работи што ги спомнав се, ако сакаме да кажеме, и докази и индикации дека меѓу нашите земји постојат добар, развиен, културно поврзана и добра соработка. Може да се спомена како една бројка за подобро да видиме колку сме блиски и колку често турците ја посетуваат Република Македонија. Само во август оваа година имавме повеќе од 22.000 туристи од Република Турција. Овие факти помалку или повеќе се познати на јавноста, меѓутоа на мене што ме интересира, а го барам како одговор од вас како копредседатели на Сдруженијето на дипломирани студенти од Македонија во Република Турција, е во кој правец ќе се одвиваат во иднина заложбите за подобрување на односите и соработката помеѓу овие две земји? Повелете. Тоа што го кажа Исмаил, да, се согласувам дека во политички аспект имаме доста блиски односи. И што ја кажа бројката на посетителите или туристите кои што дошле во Република Македонија, ако ги анализираме и бројките на последните 5 години, ќе гледаме дека секоја година, почнувајќи од 2012, секоја година најбројни се туристите од Турција кои што доаѓаат во Република Македонија. Например, во 2012 негде околу 50.000 граѓани на Република Турција ја посетиле оваа земја, која што бројка пораснала во 2016 година на над 100.000. Значи, секако имаме блиски социјални, политички односи со Република Турција, меѓутоа сметам дека на економски план таа блискост се уште не е доволно рефлектирана. Јас ќе ви презентирам неколку бројки што ги извадивме во врска со економската соработка која што ја има помеѓу Македонија и Република Турција. Бидејќи особено во последните 10 години економијата на Република Турција е во доста голем раст
и моментално Република Турција има 16-тата најголема економија во светот, а исто така и 16-та најголема економија во светот, а 6-та најголема економија во Европа. Од тој аспект гледано, надворешната трговија која што постои помеѓу Република Македонија и Република Турција, иако од нашето осамостојување е во цело време е во раст, таа бројка во 2016 година изнесува негде околу 392 милиони евра, што Република Турција ја става на 8-то место според надворешната трговија помеѓу Македонија и некоја странска држава. Меѓутоа, целта и на двете страни, и на нашата македонска и на турската страна, е оваа надворешна трговија, обемот на надворешната трговија да порасне на 1 милиарда долари, што реално гледано, иако изгледа доста голема бројка, меѓутоа сметаме дека може да се оствари, да се исполни. Од другата страна, еден друг показател за економската поврзаност помеѓу Република Македонија и Турција се директните странски инвестиции кои што се дојдени во Република Македонија од страна на Република Турција. И тука ќе гледаме дека во последните 20 години, од 97 година па се до денес се има тенденција на раст, секако, значи во 97 година биле под 1 милион евра странските инвестиции реализирани во Република Македонија. Оваа бројка во 2015 или 16 година постигнува некоја вредност од над 250 милиони евра, иако растот изгледа дека е огромен, многу голем, меѓутоа ако ја земаме во предвид надворешните или инвестициите на турските фирми кои што се прават надвор од Република Турција, ќе гледаме дека иако има голем потенцијал, Република Македонија се уште не ги искористила овие можности максимално. Затоа мислам, значи, или мислиме како здружение дека Република Македонија треба повеќе да даде од себе, да ги привлече пред се турските инвестиции во Република Македонија, меѓутоа од друга страна мора да даде од себе максимумот за да ја зголеми бројката на извозот од Република Македонија кон Република Турција. Бидејќи сметаме дека во одделни области, особено во земјоделството, во металургијата или особено во услужните дејности како што е IT технологијата, Република Македонија ги има овие капацитети, меѓутоа ќе треба само убаво да се презентираат пред турските инвеститори за да го искористиме на максимален начин овие потенцијали кои што ги има помеѓу двете земји. Јас би сакала малку повеќе да позборуваме или да ни кажете, да го споделите вашето лично искуство од студирањето во Турција. Кои се предностите на турскиот образовен систем, бидејќи добро ви е познат нели и нашиот, па можете да направите споредба. Значи, ако почнеме со лично нашите искуства, можам да кажам дека премногу сум задоволен од образованието, високото образование што добив од Република Турција. Вие сте дипломирани економисти. Јас сум дипломиран политиколог, студирав меѓународни односи и политички науки во Анкара. Господин Џули е дипломиран економист. Економист, така. Да. Да слушнеме. Можам да кажам дека ако има некои работи што се гордеам во животот, тие се едното е што сум граѓанин на оваа земја, на Република Македонија, а второто е дека студирав во Република Турција. Искрено мислам дека во Турција, барем кога зборуваме за практичниот дел за образованието, има многу добри поволни услови. Знаете дека Турција е развиена економска земја, затоа даваат на студентите повеќе опции за практичниот дел на студирањето. Имаат добри лаборатории, имаат технопаркови, што можат, барем тие студенти што студираат природните науки, одма тие знаења што ги добијат од теоретската настава на некој начин да аплицираат. Како второ можам да кажам, има многу добри услови за размена на студенти, многу добри програми. Турците студенти или странците што живеат во Турција многу лесно можат да ги користат тие програми, да одат барем еден семестар или една година да студираат во некоја европска земја или во САД. Исто така можам да кажам за нашите студенти од Македонија дека има многу поволни добри услови за стипендии
многу лесно може и онлайн да аплицира за стипендии. Ние сме стипендисти на државата на Република Турција и секоја година... Комплетно го покриваат образованието или првата година само? Не, целосно, комплетно, Целосно. ако сте стипендист, ако ја добиете таа стипендија, дефинитивно целосно, заедно со сместувањето и со школувањето, мислам, целосно ќе ги покриваат дефинитивно сите трошоци. Мислам дека ова е добра можност за нашите студенти, за студентите од Република Македонија, да одат да студираат во Република Турција. Секоја година повеќе од 5 или 6 универзитети на Република Турција се на ранг листата на најдобри 100 универзитети или 500 понекогаш универзитети во светот. Ако мислат дека ќе им биде тешко за тие студенти од Република Македонија што не зборуваат или не го владеат турскиот јазик, и тоа не е проблем. Најквалитетните универзитети на Република Турција, во тие универзитети наставата е на англиски јазик. Така. Да надополнам уште неколку збора на тоа што го кажа мојот пријател Исмаил. Значи, освен што ќе земаат од таму навистина квалитетно образование, секако дека ќе го научат и турскиот јазик, ќе ја научат турската култура, а ќе ги запознаат и големите турски компании. Значи, пред малку како што кажавме, во моментот Турција како земја или турските компании се на 8-мо место како инвеститори во Република Македонија. Исто така представува и многу убава можност за вработување од кога ќе се вратат во Македонија од своите студии. Јас пред се би сакала да ја поздравам вашата одлука, тоа што сте решиле да стекнете знаење таму, значи во Турција, а сепак да го искористи сето тоа нашата земја и да се вратите назад на некој начин. Кои критериуми треба да ги исполнуваат сите оние што се заинтересирани да студираат во Турција и на кој начин оди аплицирањето? Дипломирани студенти, мислам, тие што завршуваат гимназија или неколку, да кажеме, средно образование тука во Македонија, тие студенти многу лесно можат да аплицираат онлайн на Туркија бурслари, може да го гледаат, тоа многу лесно може да се најде. Исто така, само со една писмена апликација, со една диплома од гимназија или некој средно училиште во Република Македонија, и ова да ве информирам дека сите наши дипломи за средно образование се признати во Република Турција. Процесот за нострификација е многу краток процес и многу лесно може да завршат таа процедура со една писмена апликација, пополнување на еден образец, заедно со диплома од некоја гимназија или средно училиште од Република Македонија и дефинитивно ако имаат некои дополнителни сертификати документи или сертификати кои ќе им помагаат на процесот за апликација. По електронски пат или треба да се пратат сите потребни документи? Прво, целата апликација е онлайн по електронски пат. После тоа има една фаза на ревју. Некои познати професори од Република Турција, заедно со некои представници од надлежните институции од Република Турција, секоја година тука доаѓаат во Скопје да ги завршат лични интервјуа со кандидати од Република Македонија. Можам да кажам дека има сериозна заинтересираност од нашите студенти, ама ако продолжиме вака, мислам дека следниве години ќе добиваме и повеќе опции или повеќе места, да кажеме, или поголема квота за нашите студенти да одат како стипендисти на државата на Република Турција и да студираат во Република. Тоа значи дека сепак е ограничен бројот на студенти што може да конкурираат. Да. Кога веќе зборувате за квота? Секоја година, иако секоја година не е многу дефинирана бројката, повеќе од 30 студенти или 40 студенти од Македонија со стипендија, со целосна стипендија можат да одат во Република Турција. Тоа што го објаснуваме е само за стипендиите. Доколку сакаат сами да одат да аплицираат, секако дека можат во секој универзитет на Република Турција да одат да аплицираат. Со самофинансирање. Со самофинансирање. Трошоците треба да ги покриваат. Исто така што сакам да потенцирам да се надополнам на Исмаил е тоа дека исто така и универзитетските дипломи од Република Турција се признаени во Република Македонија и многу е лесен и многу е краток процесот за нивната нострификација.
Така, само во Македонија или во останатите земји од Европа? Секако дека и во останатите, меѓутоа вклучувајќи и Македонија, бидејќи Република Турција и Република Македонија имаат и посебни договори за признавање, за меѓусебно признавање на истите дипломи. Кои се најатрактивни факултети за кои постои најголем интерес во Турција од страна на македонските студенти? А од страна на македонските студенти, иако јас сум дипломиран од општествени науки исто и Джеладен, можам да кажам дека медицина, дефинитивно, зашто како што ви кажав и порано има подобри услови. Различни сфери од природни науки, ама последниве години гледам дека и политички науки, економија, општествени науки, можам да кажам според бројките што ги знам дека досега имаме побалансиран пристап и барање од нашата страна и имаме и таков одговор од Република Турција, значи секоја година имаме квоти и за медицина, и за инженерство различни видови, и за општествени науки. Да ви дадам некои информации од терен што ги имаме од нашите членови. Вкупно број има негде околу 300 членови, како показател за квалитетот на обуката. Тоа се веќе дипломирани студенти. Веќе дипломирани студенти, голем дел од нив се вратени во Република Македонија и овде живеат, продолжуваат својот живот. Значи, од тие негде само околу 5-6% се невработени во моментот во Република Македонија. Значи негде околу 95-6% кои се враќаат во Република Македонија на многу лесен начин наоѓаат работа тука. Значи како заклучок од образованието и дипломите што ги имаат од турските универзитети. Така. Овој панел што неодамна го одржавте е прв, меѓутоа се надевам дека нема да биде последен, нели? Дефинитивно можам да кажам дека ќе продолжиме со такви активности, поради тоа што пред малку и вие прашавте што очекуваме од билатералните односи на Република Турција и Република Македонија, што по иднина. Можам да кажам дека не очекувам некоја сериозна промена на односите помеѓу Република Турција и Република Македонија. Како што знаете, Турција е членка на НАТО, а сака да биде членка и на Европската Унија. Надворешната политика на Република Турција постојано и секогаш е ориентирана кон Запад, а знаете дека исто е и ситуацијата и со Република... и Македонија сака да биде. И во ЕУ и со во НАТО. Република Македонија. Ние сакаме да бидеме членка и на НАТО алијансата и на Европската Унија, затоа взаемната соработка и взаемната подршка ни е потребна. Споделување искуства пред се. Дефинитивно, ни е потребна. Затоа овие се добро познати работи и не очекувам некое негативно влијание од некоја страна што може да ги рушат или негативно да влијаат на овие билатерални односи. Сметам дека односите помеѓу овие две земји воопшто нема да биде променет со промените на власта во Република Македонија или во Република Турција. Како што ви кажав и порано, имаме принципиелен однос од Република Турција кон Република Македонија, и тука гледаме во Република Македонија и со промена на власта пак слушаме дека Република Турција ќе биде еден од најважните земји во приоритетите на надворешната политика на Република Македонија. Сигурни сме дека и ќе се развие и културната присутност на Република Турција во Република Македонија и културната соработка. Како што ви кажав и порано дека Юнус Емре е активна организација и институција во Република Македонија, ја промовира турската култура во Република Македонија, ама освен тоа и турските серии што се емитуваат во Република Македонија и заинтересираност на и се широко прифатени од македонската. Да, и дефинитивно се широко прифатени и очигледно е дека има голема заинтересираност. Секој ден читаме некои статии или вести поврзани со познати актери или актерки од Република Турција. Затоа и во иднина очекувам поголема културна соработка и присутност на Република Турција во Република Македонија. Како што знаете и вие, и политичките односи се добри и не очекувам промена. Многу често имаме официјални средби од Република Турција на Република Македонија и обратно од Република Македонија на Република Турција. Како, например, председателот Иванов многу често посетува Република Турција и таму ужива голема почит и е многу познат пред јавноста или во јавноста на Република Турција. За Турција
Македонија представува, мислам дека една нераскинлива врска и има големо значење, зашто најважно Македонија во Турција барем така знаат дека е родното место на основачот на модерната Турција, тој е големиот лидер Мустафа Кемал Ататурк. Секоја година доаѓаат туристи или веќе и секој ден можете да ги видите туристите од Република Турција ја посетуваат Битола, музејот во Битола. Па и Охрид. И Охрид, дефинитивно. Последниве години, да. Ама сакам да кажам дека Македонија за турците не е една обична туристичка дестинација или атракција, туку Асоциација за делодневното минато. дефинитивно и носталгија. Зашто, како што разговаравме и пред малку, имаме илјадици иселеници кои потегнуваат од Република Македонија, а не само Мустафа Кемал Ататурк, туку имињата како што се Перо Антич, например, се многу добро познати во Република Турција и затоа многу добро ја знаат Република Македонија и нашиот културен живот, нашата кујна, нашите традиции, кои се многу слични со турските традиции. Може не само овие причини, туку и имаме некои поконкретни причини зашто очекуваме пообемна и да кажам, подлабока соработка со Република Турција, а тоа е ние и како Македонија има што да нудиме на Република Турција. Ние не сме една туристичка дестинација што е позната само со Охрид, например, или земја што е позната само со Охрид. За Турција Македонија е ефтина опција за туризам, затоа за културна, да кажеме, не само за Охрид или за летен туризам, туку и за различни видови на туризам, турците можат да дојдат многу слободно во Република Македонија, зашто немаме визен режим, цела година можат да дојдат, не сме многу скапа земја според стандардите на турците или според стандардите на Република Турција. Исто така, тоа slow food tradition на нашата кујна многу е важна за Република Турција и последните денови гледам дека има голема заинтересираност. Исто така, нашите спа центри и бајни е добра опција. Знам дека и во Турција постојат такви центри многу, ама во Македонија дефинитивно ние им понудуваме дефинитивно истите услови со пониски цени. Друго што може да се каже дека иако Република Турција е многу позната, барем во јавноста на Република Македонија, и ние се уште не знаеме за сите опции што може да ни нуди Турција. Например, како туристичка дестинација, Турција не е земја само на сонце и море, туку и таму и за нас има многу убави дестинации за културниот туризам. Така. Јас да додадам уште неколку зборови како здружение кои ни се идните планови. Ние ќе продолжиме да ги охрабриме младите да одат да студираат во Турција. Исто така ќе ги мотивираме дипломираните студенти да се вратат во Република Македонија. Ќе продолжиме колку што имаме можности секако да ја промовираме Република Македонија особено на бизнис заедницата во Република Турција, за да се зголемат инвестициите, турските инвестиции во Република Македонија. Така. Ви благодарам за одвоеното време, за гостувањето и се надевам дека во иднина во Македонија ќе има само позитивна перцепција за Република Турција. И ние ви благодараме. И секако многу успеси во вашите заложби како копредседатели на Сдруженијето на дипломирани студенти во Турција, а од Република Македонија. Сакам, ако ме дозволите уште нешто да додадам, дека дефинитивно нашите врати се отворени на сите дипломирани студенти од Република Македонија кои ги завршиле нивните студии во Република Турција. Ние ќе продолжуваме со ваквите активности, панел дискусии, семпозиуми, собири, како например денови за кариера и очекуваме и повеќе членови, поради тоа што мислиме дека имаме сериозен потенцијал тука во Република Македонија и дефинитивно ќе продолжиме со нашите заложби тоа искуство што добивме во Република Турција да го користиме за добробита на сите граѓани на Република Македонија. Убава порака. За крај ви благодарам уште еднаш за гостувањето, а почитувани ви благодарам и на вас за вниманието. Довидување.